На дневен ред го имаме буџетот за идната година, со кој се предвидува да се потрошат 3,9 милиарди евра. Ова е највисокиот буџет досега во Македонија. Велевте дека владите на ВМРО ДПМН краделе. Ако беше така, тогаш зошто сега и лани ги имаме последователно најголемите буџети, а не видовме ниту капитални проекти, ниту странски директни инвестиции, ниту отварање на нови фабрики, освен што видовме поделба на државни пари меѓу партиски активисти и нивни блиски роднини и пријатели, договорени тендери, рекети, корупција и беснење на државна сметка. И јас искрено не верувам дека нешто драстично ќе се измени во периодот до 12 април. Само вчера не задолживте со нови 300 милиони евра и покрај најголемиот буџет досега. Кога се работи за пари, тука сте ненаситни, но кога треба нешто да се сработи, тогаш нигде ве нема. Во меѓувреме, не бомбардирате со брзи законски решенија, затоа што немавте време за истите изминативе 2,5 години. Сега го разгледуваме буџетот за 2020 година, за кој се фалите дека е инвестирање во човечкиот капитал. Инвестиција во човечкиот капитал подразбира вложување во вештини, знаење, воведување на нови технологии и друго. Или, човечки капитал подразбира карактеристики на луѓето како што се способности, знаења, навики, креативност, социјална вклопеност, моралност, добро здравје, способност за решавање проблеми и така натаму, кои придонесуваат да расте благосостојбата на фирмите и на заедницата во целина. Никаде не стои дека човечки капитал значи само покачување на платите на вработените во државната администрација. Ако сметате дека само со покачување на платите во администрацијата и нејзина истовремена превработеност ќе вложите во човечкиот капитал, навистина или самите себе се лажете, или сметате дека народот ќе ви поверува. Не случајно имаме обратно пропорционален однос меѓу вработеноста и продуктивноста на трудот. Тоа и Светска банка ви го кажа. Истата оваа гарнитура на власт во минатото како опозиција беше жесток критичар на популистичките мерки за покачувањата на платите и пензиите, за сега да гледаме како пиар тимовите на владата вешто ги прикажуваат истите тие мерки како влогови во човечки капитал. Сето ова се прави со една единствена цел, а тоа е како да се привлечат што повеќе гласови на сопственото конто за предстојните предвремени парламентарни избори. Понатаму, вие истите во минатото како опозиција ги критикувавте субвенциите, а денес гледаме како истите мерки за субвенциите во делот на земјоделието и субвенциите за млади брачни парови ги рециклирате и ги испорачувате токму вие. Исто така, неколкумесечниот експеримент на владата со прогресивното оданочување најде на низа проблеми и истиот беше повлечен. Оваа мерка на власта прати лош сигнал кон инвеститорите и странските директни инвеститори, кои се битна компонента за економскиот раст. Бизнис секторот е со критики за овој буџет и со многу малку пари за поддршка, а истиот е двигател на економијата во Македонија. Заклучокот на бизнис здруженијето е дека со проектиран буџет кој главно е наменет за плати и пензии, не треба да се очекува ефикасна реализација на капиталните инвестиции во државата, поле на кое и годинава потврли владата. Ставот на Сојузот на стопанските комори е дека се нереални прогнозите економијата во 2020 да порасне за 3,8%. Стопанствениците дополнително обвинуваат за нетранспарентност на владата во формирањето на буџетот. Велат се подготвувал за затворени врати и без да бидат информирани бизнисмените кои вработуваат околу 80% од граѓаните кои ја полнат државната каса преку плаќање даноци. Согласно истражувањето на USAID, 40% од анкетираните 600 компании сметаат дека е вложена бизнис климата во Македонија, а 36% од нив дека нема промена на бизнис климата во однос на 2018. Дополнително, за 2020 се предвидуваат цели 44 милиони евра помалку средства за капитални расходи
во споредба со предвидените средства за оваа намена во првичниот буџет за 2019. Да не заборавиме дека од тие предвидени средства за капитални инвестиции за 2019 во првите 3 квартали од годината се реализирани само 40%. За сметка на скратените средства за капитални проекти, оваа влада се задолжува исклучиво за непродуктивни расходи. Парите кои идните генерации ќе ги враќаат, оваа влада си ги троши за разни трансфери, а не за капитални инвестиции. За време на кампањата во 2016 ветувавте дека јавниот долг на Република Македонија ќе го намалите откако ќе дојдете на власт. За сега да гледаме како не создавате капитални инвестиции, туку правите уште поголеми долгови. Имено, во предлог буџетот за 2020 има зголемување на средствата за непродуктивни трошења во форма на стоки и услуги на државните институции за цели 22 милиони евра, споредено со минатата година. 3,9 милиарди евра буџет, а ниту денар повеќе за капитални инвестиции, односно за развој. Буџетот на Заев и Ангеловска е најнеразвојниот буџет кој Македонија некогаш го имала. Заев и Ангеловска најдоа пари за се, само не за капитални инвестиции и други инфраструктурни објекти кои креираат трајна вредност. Одвојувањето на само 380 милиони евра за капитални инвестиции, кога буџетот е проектиран за 3,9 милиарди евра, е трагично. Зоран Заев и Нина Ангеловска ги залажуваат по не знам кој пат и пензионерите. Првин им скратија 3 години поред по 600 денари покачување, за сега да им ветуваат само 700 денари. Заев ги оштети пензионерите за 1800 денари до сега, пари кои што ќе ги има доколку Заев не беше на власт. Дополнително, покачувањето на минималната плата со која се фалите не се реализира во пракса, бидејќи работниците се принудени да враќаат дел од парите на рака, а институциите не превземаат ништо во однос на ова. Да се грижевте вие така искрено за пензионерите, земјоделците, здравствените и просветните работници, вие уште на стартот на вашето владење, односно во првите 6 месеци, барем како што ветувавте за докторите, че им ги зголемевте примањата. На ова се сетивте кога се договорија предвремените избори за во април следната година. Во здравството имаме уште едно промашување, односно по не знам кој пат нереализирано ветување. Заев вети бесплатно болничко лекување за сите, а пари за тоа во буџетот повторно нема. Нема пари ни за националната програма за трансплантација, освен 4 милиони денари од самофинансирачки активности. Намалени се средствата за реконструкција и доградба на објектите на јавните здравствени установи, намалени се средствата за превенција од кардиоваскуларни болести, намалени се средствата за рана детекција на малигни заболувања и конечно за 154 милиони и 200 илјади денари е намален буџетот за целосно здравствено осигурување и здравствена заштита на граѓаните на Република Македонија. Нема пари ниту за земјоделците, на кои им беше ветувана зелена нафта, а завршија со бонови од 500 денари за само 50.000 земјоделци во услови кога во државава реално има над 100.000 земјоделци. Клучна цел на секоја одговорна влада е создавање на подобри услови за приватниот сектор и граѓаните преку реализирање на што е можно повеќе капитални проекти. За жал, оваа влада има сосема поинаква цел. За сметка на скратените средства за капитални проекти, Заев планира повеќе средства за неговите и потребите на луѓето околу него. Исто така, Заев има обезбедено 139 милиони евра повеќе средства за социјални трансфери, споредено со првичниот буџет за 2019, што ја покажува неговата намера за предизборен подкуп. Да не заборавиме дека тоа се пари кои се плаќаат од џебот на македонските граѓани и пари кои треба да ги враќаат идните генерации. Ова покажува дека оваа влада нема никаква одговорност пред македонските граѓани за начинот на кој ги троши токму нивните пари. Во амандманската расправа на Комисијата за финансирање и буџет имав поднесено вкупно 50 амандмани. Дел од нив по 6 пат ги поднесов, дел од нив беа нови, но за сите го добив истиот одговор, амандманот не се прифаќа.
И додека Министерката за финансии ни се заблагодари за конструктивната дебата на комисијата, јас не можам да и се заблагодарам за тоа што сите мои амандмани ги одби. Ги одби сите амандмани за Гостивар, Тетово, Дебар, Маврово и Ростуше, Врапчиште, Брвеница, Теарце и Егуновце. Имавме скоро сите опозицијски пратеници, амандмани за мерни станици и екодрва, имаше и амандман за филтри во индустриските капацитети. Сите беа одбиени, за да сега добиваме предлог закони за задолжување од вкупно 300 милиони евра, меѓу другото и за пречистителна станица во Скопје за наводнување и за субвенции и за инвертори. Имавме скоро сите опозицијски пратеници амандмани за локални патишта. Сите ни беа одбиени со образложение дека локалните патишта се надлежност на локалните самоуправи. За да сега добиваме предлог на закон за задолжување од 70 милиони евра за реконструкција на 450 километри локални патишта. Имавте програма за живот во која ветивте 1000 километри нови локални патишта, а ни ги одбивте амандманите со образложение дека истите се под ингеренции на општините. Ветивте 1000 километри локални патишта, за сега да ја задолжувате Република Македонија за реконструкција на само 450 километри локални патишта. Во програмата за живот ветивте нов студентски град, за сега со предлог закон за заем од 20 милиони евра да ветувате енергетски ефикасна рехабилитација на студентските домови. Обвинувавте за се и се што, а сега истите предмети на обвинување се ваши оправдувања за новите задолжувања. Пример број 1. Новиот клинички центар. Наместо за 80 милиони евра по проектите на ВМРО, ДПМН, вие наводно ќе го изградите, ама за 500 милиони евра. Пример број 2. Автопатот Кичево-Охрид. Обвинувавте дека е прескап и дека ВМРО ДПМН ја погрешило трасата, за сега вие да не задолжите за нови 170 милиони долари за истата траса. Пример број 3. Обвинувавте за прекубројни министерства. Вие нивниот број го зголемивте. Пример број 4. Обвинувавте за носење закони по скратена постапка, а токму вие го правите истото, само со уште по засилено темпо. Пример број 5. Обвинувавте за партизација на институциите. Сведоци сме на секојдневни огласи за вработувања, токму за сместување на ваши партиски луѓе, а не за департизација и за професионализација на државните институции. Сето ова што се случува е страшно, но уште пострашно е што оваа неспособна влада нема никаква визија за развој на македонската економија, ниту има капацитет да реализира проекти за реално подобрување на условите за живот на граѓаните и условите за работа на бизнис секторот. Под превезот на човечки капитал, оваа влада повторно манипулира и подценува сечива интелигенција. Од Меѓународниот монетарен фонд, чиј што тим престојуваше во земјава заради спроведување на редовниот годишен преглед на економијата, испратија суптилни забелешки за фискалните политики на владата. Со своји укажувања посочија дека минималната плата нема да ја намали сиромаштијата и дека проектот Мој ДДВ е товар за буџетот. За да се забрза изедначувањето на приходите, од суштинска важност е да се продолжи со реформите за подобрување на јавната администрација, владењето на правото и контролата врз корупцијата. По високите нивоа на приходи, по добрите можности за вработување и по силните институции, веројатно е дека исто така ќе помогнат да се задржат вештите работници во државата, велат од ММФ. Според нив, минималната плата се зголемува брзо, во споредба со продуктивноста на трудот, така што повисоката минимална плата може да помогне во намалување на сиромаштијата кај вработените, но при тоа ќе ја зголеми сиромаштијата кај невработените. Поради ова, оттаму сметаат дека зголемувањето на минималната плата нема да биде ефективно во намалувањето на севкупната сиромаштија, особено ако се намали формалното вработување. Мисијата на ММФ препорачува да се зачува конкурентноста преку усогласување на минималната плата со продуктивноста. Истовремено, повисоките придонеси за социјално осигурување ќе генерираат дополнителни приходи. Прелиминарно,
тимот проектира фискалниот дефицит да се прошири до 2,5% од БДП во 2020 година, од сегашните 1,8% во 2019 година. Препораките на монетарците се исто така да се пренасочи јавното трошење кон инвестициите, со што би се зголемиле изгледите за среднорочен раст. Монетарците сметаат дека се неопходни реформите за справување со неформалниот сектор, кои ќе помогнат во подобрување на деловната клима и ќе ги заштитат работниците. Приоритет треба да биде зајакнување на ефикасноста на управување со приходите, како и на правната усогласеност, комбинирано со мерки што ја зголемуваат довербата на јавноста во институциите и даночниот морал, стои во извештајот. Овој извештај не е добар. Овој извештај предупредува. Долговите ќе се зголемуваат, а нив ќе ги плаќаат граѓаните на Република Македонија. Јавниот и државниот долг се најголеми досега во историјата на македонската економија, а владеачката гарнитура пробува да не убеди дека вложува во човечки капитал. Напротив, оваа владеачка гарнитура одамна заборави на луѓето и на инвестирањето во нив и нивната иднина. Кога дочекавме и председателот на државата да изјавува дека и самиот тој би се иселил доколку не би бил председател, што друго треба да очекуваме? Несериозно, неискрено и недомачински е искреиран и овој буџет, за жал. Единствена светла точка е што ова ќе биде последниот буџет што оваа корумпирана власт го понудува, затоа што веќе во април следната година истата оваа власт ќе замине во длабока опозиција и оттаму ќе може слободно да критикува и да напаѓа. Очигледно повеќе ве бидуваше за критики и напаѓања, отколку за работа и за инвестиции. Немањето капацитет и интерес да се работи и да се вложува во иднината на младите не воведе во ваква катастрофална економска состојба, кога велите дека вработувањето е зголемено, а не кажувате дека тоа се должи на зголеменото иселување. Кога велите дека инвестирате во човечки капитал, а луѓето се повеќе незадоволни и посиромашни. Кога велевте дека ќе нема партизација на администрацијата, а секојдневно, откако се договорија партиите за предвремени избори, објавувате огласи секаде каде што можете да протнете ваши партиски кадри. Додека вие трошите на фстаци и цветни аранжмани, народот, тој истиот за кој велите дека овој буџет сте го намениле, нема ни за леп и млеко. И на народот треба да му објасните што правите со секојдневните објавувања на огласи. Кажете му дека тие огласи се строго наменски, само за вашите целни групи, а не за професионализација на администрацијата. Неподобните ќе ги префрлате во приватниот сектор, истиот тој во кој ништо не вложувате, а подобните ќе ги сместите во истата таа администрација за која вие велевте дека е превработена и партизирана. Вие никакви промени не воведовте изминативе 3 години, за да може народот веќе да ви верува. Имавте време и време да научите дека довербата од народот се заслужува, а не се подкупува. Довербата ја ставивте на коцка за исклучиво лични интереси. Тоа многу добро народот го знае и го почувствува на сопствената кожа. И тука нема да ви помогне ниту овој најголем буџет. Образлучувајте и браните колку што можете и колку што сакате, но времето кога народот ви веруваше, или барем така изгледаше, помина. Доаѓа време кога треба да се подготвите за пораз, но немојте да мислите дека нема да одговарате еден ден за сите лаги, рекети и неправди. Правдата за која се боревте, самите вие ја погазивте. Таа правда ќе ве стигне. И денес да зборуваме за буџетот, но со ваква расипничка и корумпирана власт, неизбежно е да не се спомене и правдата и да се потенцира дека сите ваши буџети беа пренапумпани и нереализирани според планот и според ветеното. И за тоа еден ден ќе одговарате. Ви благодарам.